Последниот дефект на водоводната мрежа кој неколку дена го остави без вода горниот дел на Тетово ја прели чашата за жителите на населбата Колтук. Револтирани бидејќи проблемот со водоснабдувањето се провлекува низ годините, вчера излегоа на мирен протест. Велат дека иако редовно ги плаќаат сметките, тие многу често немаат вода за пиење и за задоволување на основните хигиенски потреби. Сега 3-4 дана, дан и ноќ една капка немамо. Ова е срамота. Со деца сме. Викате хигиена, каква хигиена? Сметке се плаќа редовно и плюс старите сметке смо ги платиле со години што немавме вода. Овде живеемо свите, албанци, македонци, не е битно тоа. Битно е да имаме вода. Јас сум 70 години човек, Колтук никогаш немало вода. Никогаш. Да знаете ута, овие што прави да не мисли некогаш за ња ќе гласаме. Вршители нека не праќа и тужби, кај нас кој основа да платам. 3 деца син ми има, мркнеме од горна чарша, не е срамота на денесно време. Вчерашниот протест беше поддржан и од советничката група на ВМРО ДПМН. Дали господа од локалната власт, за вас е нормално да се полни вода со шишиња од цистерни, за да се задоволат основните човечки потреби? Свежа вода за пиење, за готвење и за бањање. Ние имаме само едно единствено прашање. Дали еднаш за секогаш ќе стекнат оправдувањата како што секнува водата и ќе се фатите за работа? Населението ги има следниве барања. Нова водоводна мрежа за стариот дел од градот, прередување на коцката, чистење и перење на улиците и атмосферската канализација, редовно дигање на сметот 2 пати неделно. Жителите на Колтук побараа средба со градоначалничката и конечно решавање на проблемот со водоснабдувањето, но и поголема грижа за стариот дел на градот. Во спротивно најавуваат дека ќе продолжат со протестите и со блокирање на улици во градот.